Врнежливото време и ниските температури не ги предомисля љубителите на малешевијата да ги поминат великденските празници во Берово. Во Берово се повторува старата слика, се бара место повеќе. Сите капацитети по хотелите и викенд куќите во населбата Беровско езеро се полни. Имате уште 30% од капацитетот повише ќе го наполнат. Во секој случај и пак ќе потенцирам без разлика што временските услови се неповолни. Најбројни се бугарските гости, но ги има и македонските од сите краеви. Марио од Софија е редовен гостин на Берово, додека студентот Денис од Пробиштип за прв пат е во малешевијата и двајцата ни открија зошто ја сакаат малешевијата. Од Софија сам и тъй като сме идвали многу пати тука, Јас сум од Софија, често доаѓам овде зашто природата е прекрасна, исто како и храната. Всичко е многу хубаво, природата е чудесна, храната е неверојатно вкусна. Од сите кујни на светот, македонската за мене е најубава. Македонската кухња, всички продукти се многу вкусни. Јас сум од Пробиштип, студирам во Битола, долго време сум во Битола и дојдов сум тука бидејќи има добра традиционална и вкусна храна, особено пекарскиот компир, односно беровскиот компир кој што е доста познат низ цела Македонија. За да се одговори на вкусот на гостите, денеска најжешко е во кујните и рестораните. Овде се подготвуваат малешевските специјалитети од домашни малешевски производи. Традиционални локални специјалитети што се од старите останати, како клис со прас, малешевската тава, зелник малешевски, попарник, баница, качамак со клиси и ред други специјалитети. Беровци сепак се погрижија да понудат забава за гости од 7 до 77 години. Каде може да се свајдете со музика, со диџеј, акустика и друг вид на музика. Кафичите се преполни, цените остануваат исти. Ве покануваме на добра рок забава. Традиционално утре на Беровскиот плоштад во организација на општината ке има и културно-уметничка програма, но и надпревар во најцврсто и најубаво декорирано јајце. Инаку великденските празници во малешевијата традиционално ја најавуваат и богатата туристичка сезона. За една недела овде ќе дојдат повторно светските етномузичари на традиционалниот семинар за изучување на изворниот македонски фолклор, пошто се очекуваат и традиционалните холандски туристи.